Сега имам честта да дам думата на нашият гост от Македония, доктор Йоновски. Заповядайте. Той ще ни запознае с интересни факти от историята на протестантизма в Македония. Нужна ли е презентационната техника? Добре. Да. Функционира ли он? За промяна на вас? Добре. Да се седам, да се седам. Да. Практично да седам. Аз съм Йован Йоновски. Се занимавам главно с две теми в моето научно изследование. Едното е църковната история, по-специфично на протестантизмот во Македонија, и ова ќе биде едната тема. А другата тема со која што се занимаваме е хералдика, вексилологија, фалеристика и сличните сродните дисциплини. Се надам дека нема да имаме јазична пречка, ќе зборувам на македонски. И насловот на оваа презентација е вториот бран на евангелско-протестантските цркви. Ова би представила една кратка историја на христијанската црква, особено со она што нас би не интересирало, а тоа е црквите на реформацијата. Поинтерован. Не, тоа се фондове. Добре, ще поминемо и така. Добре. Прашањето е зашто овие цркви се нарекуваат евангелско-протестантски цркви. Мал вовед, затоа што во најстрогата смисла на зборот протестантски би дошле црквите кои што ја произлегуваат од магистратната реформација, тука се лутеранската, реформираната или презвитеријанската и англиканската црква, како и црквите кои што произлегуваат од радикалната фаза, анабаптисти, менонити, пуританци и сепаратисти. Се уште нема црквите да ги разгледуваме оние што нас не интересира. И тука се црквите кои што се произлезени од нив, а тоа се методистичката од англиканската, баптистичката и конгрешанската од сепаратистите, цркви кои што настануваат во Англија, но најголемиот свој развиток го имаат во САД, во Соединетите американски држави, претежно тука се и големите будења. И затоа во Македонија се користи терминот евангелско-протестантски цркви, затоа што ако зборуваме најстрого по дефиницијата, во Македонија нема протестанти, односно нема членови на овие цркви кои што се јавуваат од раната фаза на протестантизмот. Од друга страна, се користи и евангелско во смисол на евангеликално. Да се направи разлика помеѓу терминот евангелски кои што се наоѓаат во Скандинавија и во Германија. И исто така, многу битен елемент тука се во крајот на 19 век што се воат слободни или интерденоминационални цркви и каризматските цркви, пред се Црква Божја, 896 во Тереси и пентекосталната со Azusa Street Revival 906 година. Во секој случај, фазите на развој на евангелско-протестантските цркви во Македонија можеме да ги поделиме според надворешните фактори, а тоа е според системот или државата. Првата фаза е практично во рамките на Отоманската империја и пребрежјето од големата светска војна, после Балканските војни, 1870-1921 година, каде што потекнува првиот бран, за кој што нема да се занимаваме. Во тој период имаме само една деноминација, тоа е евангелска или конгрегацијска црква. Втората фаза е во рамките на кралството на србите, хрватите и словенците и Југославија, кралството Југославија, вклучително и Втората светска војна. Третата фаза е во периодот на социјализмот и она што е денеска
наша тема за разговор е новиот бран од 1987 година. Првата фаза, нели, првите цркви, евангелско-протестантски цркви во Македонија се направени од Американскиот одбор за испратените во мисии во странство, или American Board for Commissioners of Foreign Mission, кој што најнапред почнува на овој дел од Европска Турција, започнува во Истанбул, па потоа во екс Загра или Стара Загора, па во Самоков и од таму продолжува понатаму. Втората фаза е битно дека доаѓа изноѓање на еден нов деноминацијски, но и национален идентитет, каде што веќе релативно добрите односи со државата веќе ги нема, туку веќе станува збор за забрани каде што верскиот живот е ставен во незавидна положба. Веќе имаме две деноминации тука, тоа се методистичката и баптистичката. Третата фаза е во времето на социјализмот, каде што црквата е оставена да преживува. Не е под таква притисок како во Бугарија, но изнајдена е една подруга млака варијанта која што сепак ги остварува своите цели. И четвртата фаза е отпуштањето на стегите, зголемување на слободата на активноста и многу цркви. Ова е историскиот преглед на христијанските цркви во Македонија. Долу е католичката и православната црква. Почнуваме од зеленото дека конгрегацијската црква и зборуваме за две, за три деноминации се до 1987 година, тоа е ова виолетовата линија, кога едноставно почнува еден, така да наречам, бум, тоа се однесува до црквите. И зашто е 87 година така битна, ќе разгледаме од политичкиот, социјален, од религиозен аспект. Најнапред тука е тивкиот распад на СФР. Доаѓа Милошевиќ на власт, односно почнува да се јавува како политичка фигура, кој што својата реторика ја врзува со правата на србите во Косово, од каде што веќе почнува распадот на Југославија таа година. 87 година е последната штафета на младоста, кој што представува символ на братството и единството во Југославија. Во рамките на Македонија се подготовките за првата светска средба на децата бегалци. Значи, тоа се деца бегалци кои што од егејскиот дел на Македонија излегуваат дел во Македонија, поголем дел во Австралија, Канада и голем дел од нив од југословенската држава се сметаат како емиграција непријателски расположена. Но сега веќе 87 година, 88 веќе се појавуваат, значи веќе има сосема еден друг однос кон тоа условно земено национално прашање. Од другата страна се јавуваат првите групи, така например првата навивачка група, навивачката група на фудбалскиот клуб Вардар, која што точно таа година се создава. Нешто што претходно не беше познато, значи во рамките на социјалистичкото живење. И од религиозното имаме првата внатрешна мисија на Пентекостната црква на Југославија во Македонија. И започнува Евангелската црква, која што е веќе како прва црква, која што не произлегува од тие претходно, така наречени традиционални цркви што ги видовме од првата, втората и третата фаза. И вториот момент исто така излегувањето на Конгрешанската црква од методистичката црква, со идеја да се возобнови таа стара Конгрешанска црква во времето на Отоманската империја. Што се однесува до правната положба, според законот кој што почнува да действува во нашиот период, е од 1977 година, каде сите верски заедници имаат исти права и нема државна црква, но тоа е законски, практично, Македонската православна црква има голема поддршка од државата. Во тој период нема процес на регистрација, туку црквите се пријавуваат во Министерството за внатрешни работи без повратен документ. И токму оваа фаза се користи, овој нејасен статус се користи за разни притисоци врз црквите, во смисол за недостаток на формална регистрација, која што и така не постои. Нештата се менуваат со новиот закон 1997 година, каде што законот се вели за верски заедници и религиозни групи, каде што се прави разлика, каде што верски заедници се традиционалните верски заедници
додека религиозни групи се оние кои што не припаѓаат на регистрираните верски заедници или сите нови групи, така да не може да се регистрира нова верска заедница, туку само религиозна група, зашто се потребни 50 верници државјани на Република Македонија. Регистрацијата се врши во Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи, а за дејствување на нерегистрираните заедници казната е од 1000 до 1500 германски марки од денарска противредност. Овој закон, Уставниот суд, многу членови од овој закон ги укинува, така да потребно е нов закон. 10 години подоцна е донесен нов закон кој што се нарекува Закон за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група, каде што нема разлика во статутот на црква, верска заедница и религиозна група. И сите оние кои што се веќе регистрирани до 1997 година, значи 10 години пред донесувањето на законот, се регистрираат по автоматизам, додека од другите се бара да се пререгистрираат. Така, во нив спаѓаат 6 религиозни групи, кои што се регистрирани во овој период, односно евангелско-протестантски цркви. Во законот стои дека се спроведува во суд веќе, во редовна постапка, и за една вероисповед може да има само една црква, верска заедница религиозна група, при што самиот регистрант избира дали ќе биде црква, дали ќе биде верска заедница религиозна група. За разлика од претходниот закон, овој закон не прави никаква разлика, туку е оставен на самиот регистрант како сака да се вика. Така да, например, ако не е црква, може да е, да речем, исламска верска заедница, еврејска верска заедница и така натаму. И нема, што е интересно, нема рестрикции за бројот на членови. Значи, тројица да се соберат, теоретски, може да формираат. Но што се случува? Во првата година сите барања се отфрлени поред минорни забелешки. Минорни смешни забелешки, например, зашто нема запирка во некоја реченица. А одговорите на овие барања се добијат дури по цела година. Овие негативни одговори се добијат дури после една година, при што е извршено до прецизирање на членовите за регистрација на законот, каде што должно е одговорот да се даде до 30 дена. Че не е можно како претходната пракса да биде. И сега евангелско-протестантски цркви кои што се заведени во регистерот на крајот на 2017 година се следниве. Тука е дадена годината на постоење. Годината која што е дадена во болд е формалната година, значи кога е пријавена, и е даден бројот на членови. Тука е според анкета направена од колешката Рулица Цацановска, која што има испратено формулар до сите евангелско-протестантски цркви да дадат одговор. Значи, овие се податоци дадени од самите верски заедници. Евангелско-методистичката црква е таа најстарата традиционална, со 4000 членови. Следна од 28 година е христијанската баптистичка црква Радосна вест со 100 членови. Црква Божја потекнува од 30 година, 64-та е регистрирана, 300 членови. И Евангелската црква на Република Македонија, која што е од 88-87 почетоците, која што е најголема фактички и најмоќна, ако можем да го употребам тој збор, има 1500 членови. Потоа се Когошанската црква 350, Христијански центар во Република Македонија, Христијанска црква Слово на надеж, и да не ги читам понатаму другите, сите се отприлика на редот до 100 члена. И сега прашањето на меѓусебната соработка. Формирањето на новите цркви во голема мера беше со членови на некоја друга црква, што креираше недоверба и непријателски односи. Но првите заеднички проекти потекнуваат од 93 година и 95 година, тоа се глобалната мисија со Били Греем, тој е првиот заеднички настан е направен дури 97 година, каде што доаѓа точно 10 години од почетокот до релаксирање на односите. И потоа следуваат серија на заеднички настани, тоа е заедничките божични концерти од 98 до 92 година. Како форма на заедничко действување е направена Алијансата на
протестантско-евангелска црква во Република Македонија, АПЕЦ, која што функционира од 1999 до 2003 година, но која што едноставно згаснува, едноставно не ги задоволува потребите на црквите, кои што едноставно државата не бара едно тело кое што ќе биде како чадор организација, секоја црква си е посебно регистрирани и потоа поминуваат разни идеи како евангелско единство, градска црква, кои што формираат, кои што прават разни заеднички настани. И она што е малце по-конкретно, она што функционира сега, е така наречена евангелско-протестантска иницијатива, која што се јавува воочи пописот од 2011 година, каде што евангелско-протестантските цркви се договараат да го поттикнат своето членство да се попишат сите како евангелско-протестантски христијани, како би се добило една поголема бројка и со кој што би можело да се бараат некои дополнителни права, за разлика од видовме верските заедници, ако ги гледаме посебно имат по 100, по 200 членови, не е нешто ефективно, дека ако се соберат повеќе, доаѓаат околу 6000 и веќе некоја бројка која што може понатаму се прави. Тоа е неформално тело, што е многу битно да се спомене, и кој што работи на остварувањето на заедничките интереси и организира разни настани, како 500 години реформација лани, каде што беше чисто македонски проект, без никакви идеи од странство или финанси, потоа со Ник Вујичич и така натаму. И сега околу разликите, не би зборувал за теолошките разлики, затоа што во најголем дел од тоа обичното членство не може да направи разлика. Она што може да го види како разлика е различната форма на богослужение. Значи, дали славењето во музиката е во некоја традиционална или современа форма, дали е традиционална или пожива. И главната разлика би било методите на делување и на евангелизација, која што би се движела од зајакнување на постојните цркви, значи за зајакнување на нивните организацијски и останати работи, или оди каде што главниот акцент е ставено на започнување на нови домашни групи, значи каде што не е битно да се има некои големи заедници кои што би имале своји сопствени објекти, туку повеќе оди на нови домашни групи. И ова мислам дека не е крај теолошкото образование, најголемиот дел од верските служители се школувани или во Осијек во Хрватска, или во Нови Сад во Србија, тоа се традиционалните центри уште од остатокот од Југославија, кои што најнапред се деноминацијски центри, но потоа стануваат меѓуденоминацијски. Во Македонија нема формално теолошко образование за евангелско-протестантските цркви. Имаше неколку обиди, како што е од духовната библиската академија Логос од Софија на времето, меѓународен дописен институт, и она што сега функционира во Македонија за неформално теолошко образование е Институтот за духовен развој во Скопје од 2008 година, председател Александар Вулетич, и нешто што е малце се види по-академски, а тоа е Евангелско теолошкиот институт во Куманово од пред 2 години, сега втората генерација студенти ја има, каде што директор е доктор Саша Георгиевски, и тоа би било се. Повеќе во самот доклад. Многу благодарим на доктор Јоновски за представителната информационна картина, с която той ни запозна за протестантските църкви в Македония. Предполагам, ще има въпроси. Давам